Вака така стигнавме до финале, а? Па така некако. Еве. Абе, не бевме од матурата. Да. Така? Ти го спреми ранецот, ги повтори лекциите, Емотивно враќање има у Корчагин. И отиде, последно беше тоа, се спремаше за матурата. Да. И последно беше на Евролига видеото со фатен глас. Од после матурата. Кај што пиша дека најлошиот војсовер у историјата дека е снимен. Да, после тоа углање се вратив назад, се враќам дома и читам војсовер за Евролига. Не сте се виделе тамо 10 години. Да. Кој траки идеа? Кој траки го проследија, вака го одбележа македонски ретро хитови, они знаат што да пуштат тамо по 40 години луѓе им идат, се знае, ретро хитови ќе им пуштиш. На татко ми 40 годишнина од матура му беше сега пред 2 дена беше и он, и ангажирале тамо некој диџеј и он не знаел што да им пушти. Вика, влагаме тамо у кафичот, правеле кај оној Ѓорги има завршено и до Ѓорги тоа МТП правеле, ама некој диџеј од надвор. Дрейк. Вика, пушта нешто така, некој вика, прв пат ги слушаме, вика, песните, нешто диско, ама вика, не старо диско од нашиот, вика, некој дупси, вика, некој странски. И вика, ги гледам сите, вика, никој не прави муавет, никој не денса, вика, и му идам, абе, ти, вика, не гледаш, вика, нас, вика, белени, вика, на К15 ристо која му ида, бе. Jungle Break Beat и техно не се микса. Баш, и викам, пушти таму сувада, вика, као некада на матурској вечери, вика, да видиш што ќе се деси. И си се тргна, вика, ме послуша, после 2 песни, вика, се превртевме, вика, тамо, вика, скокање, вика, ја коленото, вика, ме боли 2 недели, кога почнав да скокам, вика, таму, журка. Јако. И јас свртал, и вика, се извади после тоа, вика, добар беше. Им посакувам на сите да си дочекаат 15, 40 и колку и да е години. Еве, ја еден апел до моја генерација, Борис 2011 за следна година се спремаат за 15 години. Ајмо. Остаревме, човече. Добро, ајде на тема финале, да почнам ли ете со моје лично да почнеш. Моје лично видување. Да почнеш, твојата екипа го заврши патот. Толку блиско, а сепак толку далеку. У Game 1 ја веќе имав испланирано, абе уште вторава да си ја земеме дома и после растеретено си иду Индијана, оно која е прва, која е втора. Од тука веќе све надолу отиде. Али тоа си го викаше на средина на првата, пошто водеа јако. На крај на првата. На крај на првата. Си го викав тоа на 3 минути до крај. Абе на као и на 1 минута водеа некој 7 разлика. Значи, на страна тоа што беше против Њујорк, против моја екипа. Ова е најдобриот финиш што икада сум го видел. Икада. И не е ова сега моментално па ме држи. Дури го победува Булс Лейкерс од регулар сезон. Од регулар сезон? На тука е. Таму крајните секунди ептем беа хаотични. Имаше геймвинер од пола терен што исто ги проаѓа сите. Види, регуларна сезона тука влага и Тайрик Еванс, брат. Оџеј Мејо, Тайрик Еванс преку пола терен. Добро, само вдека беше имаше кош за кош секвенца цела. Секвенци. Тоа што ви кажам на тебе и на Боте, Њујорк 4 пати ја заврши утакмицата. Да. На 3 минути беше завршена, на минута завршена, на пола пак завршена. Ерон motherfucking Нисмит, човек. Да. Он ја врати утакмицата освои. Single-handedly. 5 тројки, 5 од 5 четврта четвртина, Хаос. Боже Господе. Хаос. Тоа никој го нема направено. Не Реджи Милер, не знам Клеј Томсон, никој го нема направено. На страна не у четврта четвртина, у задни 4 минути, у задни 4,5 минути ги дае човек од 5 тројки. Да. И пак ќе кажам, на страна што е Њујорк, ова беше најлуда завршница, што only makes sense за најлудиот плейоф. Да. Ева вака можда твое видување за плейофот да кажеш. Еве сега го спремаме видеото за една рекапитулација на цел плейоф до сега. To get you hype for the finals. Не знаеме од кај да фатиме. И буквално има еден куп утакмици, преку 10, па како ги избрав 17 тесни завршници со она трилер на крај. Да. Повуци потегни. И стварно најлуд плейоф и ја што сум го проследил. Не дека многу го проследив будно, повеќе од после, другиот ден, ама вака утакмица за утакмица работење стварно невиđени ствари.
Ја туку уште еднаш мора да се захвалам специфично до тебе и до Боте што овој плейоф ми го овозможивте да го изгледам баш онака. И одморено. Веќе со пофалбиве кај стигна, мислам, фала е. Заслужено е. Заслужено, пошто остваруваат. Остваруваме. Некако ние ќе. Ние со дела. Барем правите нешто вие. Да, со дела, со факти. Да. Добро, а назад иначе на ситуацијава, јас уште од стартот имав кажано дека Бостон Оклахома ќе се сретнат у финале и додека 50% готова е работа. Да, 50% е готова. Уште Бостон да сака. Како се вика, Оклахома и покрај тоа што на некој начин да кажам се очекувано ќе го потцени нивниот ефорт и патот до тука. Знаеш, со Денвер беше колење. Да. Неочекувано тешко помина со Денвер, ама еве со Минесота па 4-1. Да, прокоментиравме ли за Денвер ние? За Денвер прокоментиравме, да. Епа добро. За Минесота не сме, али Минесота, брат, веројатно тука дојде до израз периметар одбраната на Оклахома, со тоа што Едвардс беше нели главниот човек да се задржи на странава на Минесота и сите видеа што ги правевме за таа серија беа тоа. Не можеш онака да најдеш зборови да пофалиш одбраната на Оклахома, колку е јака и ненормална. Го вади Дорт од игра, влага Карусо. Нема онака... Она first team all defense, second team all, не се знае кој е најбољи у таа екипа, не кој ќе биде all defense. И него кој ќе отргнеш, па Кесон Валасти доа и тоа е куче. Да. Комплетно го угушија и Енд и Рендл. Сега, едно нешто што јас сакав да кажам е дека ролплеерите не истапија и Оклахома ја имаа таа могуćност да ги угушат овие. И пример, која искача од блокови Енд, може друг човек да подпомогне малце, да го фати, за да стигне иницијалниот дефендер, ме разбираш? И едната утакмица, кога ролплеерите си погодија, ги утепа. Немаше нигде, да. Ама немаше нигде, ги утеп, не ни требаше да ги има негде. Рендал Не ги утепа, ама па ја изгубија таа утакмица. Не бе брат, едната што ја добија 50 разлика ја добија, колку ја добија? 100 разлика. Минесота која доби, Енд имаше 30 кусур коша. Ама сите има, сите погодија. Али таа една мене ми остана у глава што клупата на Минесота има повеќе поени од стартерите. Да, добро. И таа беше најтесна од цела серија. Да, тогаш па овие подклекнаа стартерите. Таа беше четврта, мислам дека утакмица. Задњата у Минесота, кај што Енд и Рендл нигде ги немаше. Да. А онака Дивинченцо и оној Никел Александар Вокер имаа по 20 поена. Па види, Дивинченцо ја очекував да има солидна цела серија. Ја немаш. Значи многу ствари зависеа од него, не само како поените, него како процент на шут, со тоа да ја развлекува одбраната, да овозможи простор за другите и така дале. Као бол хендлер уште еден. Плюс и тоа... Со тоа што Мајк Конли, пример, беше мизерен цела серија и видовме дека веќе не е играч што треба да биде у ротација. Зборевме ние, уште пред тоа дека не треба, оваа шампионска екипа не може да биде со како Конли. Како и, еве, мојот најомилен и најдраг центар Руди Гобер, што викаат фановите зашо Никле му се фаќаат секоја серија и он има као Конли исто страшен деклайн во серијата против Оклахома. Како иде и од прва рунда, втора рунда, трета рунда, се гледа деклајнот. Ја тука и еве ако ми дозволиш, спремен сум. Го извадив ова од канта. Вика, во прва рунда Гобер има 28 минути, 8 поени, 10 скока, 57% реализација. Со Лейкерс. Солидно. Прва рунда со Лейкерс. Втора рунда со Warriors, 27 минути, 10 поена, скоро 10 скока, 64%. Он исто солидно. Warriors, знаеме зашто е ова реализација, затоа што Warriors се со Дреймонд Грин под кош се нула. И доаѓаме до финале на запад, 26 минути, 5,8 поени, 6,6 скока на 50% реализација.
што он единствени кошеви што ги добива се или лоп, куцање или отпадок, путбек. Па добро брат, ама колку збори тоа за него, колку збори за системот и еве што зборим и за ролплеерите. Така да поениве се дупло пример од втора рунда од 10 на 5, скокови исто од 9,5 на 6 и реализација од 12% опадната. Што и те како што не е никаков фактор на у напад, пошто не може да за 25 минути не можел да даде ни никаков придонес и у одбрана. За одбрана оваа серија пример да, не му одговараше. Не му одговараше. Јас сакав да го видам дали како ќе се носи, дали ќе се носи, меѓутоа и оваа, чак што виши и претходната со Golden State, тоа е зезната серија со тие да ги бркаш на периметар, да помагаш, па Кари имал блок, па сега ти дали ки скочиш, дали нема да искочиш, пак е зезнато. Пак и таму голем дел, зашо Кари не играше, има многу. Добро, голем, да, и Кари не играше. Ама како се вика? Сега ти го коментираш генерално за него. Ја генерално зборам за Конли, дека е веќе Да, и Конли пример има многу поголем дроп. Еве за Конли да прочитаме. Прва рунда 24 минути, 5 поена, 2 асистенции на 30%, на 35% реализација и тоа е лошо. Оние добија 4-1 со Лейкерс. Втора рунда 25 минути, 8 поени, 5 асистенции, 34% од поле. И у финале за 22 минути 4 поена, 2 асистенции, 21% реализација. Човек. Па добро, ја толку не ги знаев бројките за него, ама се водев по тоа што го гледам окото како не го гледам брат, не го приметуваш во играта. Е прелош. Не се приметува. Да. И као човек што треба да ја води цела екипа, па и Енд да го усмери, да едно друго не беше да му тоа. каже многу притискаш или не си доволно агресивен, да го води нападот. За Минесота цело време беше критиката на сметка на Енд. Еве го не е агресивен у оваа утакмица, еве го сега многу фрли не даде, едно друго. А кога ќе видиш, он е праймери, он беше главата на змијата, пример, ако го исечеш, толку беше. Да, толку беше. Така беше. И Оклахома не само што он исто постгейм кој ќе опраша еве ова, не си ти доволно агресивен ова она. Вика не дека не сум доволно агресивен, немам доволно шутеви. Не ја допирам вика доволно топката. И исто у проценти изразено дека usage rate-от на него му е намален во серијата со Оклахома за некои 3-4% однос на другите. Значи, ако по 25-6% ја имал топката од негови раце со другиве серии, на 27% е намален процентот против Оклахома. Значи, он не добиваше шанса да направи нешто со топката од тоа што беше цело време заклучен у како ја викаа таа Дорчер Чембер? Дорчер Чембер, да. Да, Лудорт. Одајата на Лудорт. Да. Многу кажува за одбраната, мада според мене кажува и за на некој начин еднодимензионалноста на нападот на Минесота и се гледа тука дека ќе му треба некаков си па не знам дали бол хендлер, затоа што Енд многу време ја има топката во негови раце, ама ќе му треба тука на беккорт поддршка некаква си, затоа што сега голем дел од времето Александар Вокер помагаше. Он беше као он име уствари као бекап поинт се дешава. Да. Ама добиваш и повеќе минути на моменти од Конли. И Па исто и Конли и Ди Винченцо и Александар Вокер повеќе играат минути од Конли у серијата. Ама тие ми се играчи што не треба на нив да им дадеш primary ball handler да бидат у никој случај. Особено Ди Винченцо не е. Он е шутер, ама и Вокер не треба да биде толку со лопта. Он треба да е 3&D играч. Ете им на нив појачување за следна сезона има квалитетен плей. Плей им треба. Спомнав за Рендал уште пред да почне оваа серија, реков дека можно е да нема да клизне, да нема оптимална серија да речеме, ама нема да му го земам тоа за зло, затоа што остатокот од плейофот, остатокот од после All-Star го игра супер. Така и дојдоа они до оваа ситуација да бидат конференциско финале, што не е за ебанција, нели? Не. Ние ги отпишавме
на почеток на сезона. Уште прва со Лейкерс, да. Тоа секако, него уште на почеток на сезона. Да, и после тредот, да, дека нема после да повторат, тредот, они еве ги се вратија на исто место. Да, да. И тоа 4-1 и лани, 4-1 и оваа. Со тоа што ете, сега нема да треба да му плаќаат на Кет Максови да влагаат у Ейпран и така дале. Имаат они изгледи за следна сезона да се опасни. Рендал, иако беше слаб и он има голем дроп од 25 на 17 против Оклахома у поени, ама ефикасноста му е така, околу 48-49%, што уопште не е лоша. Не. Ти викам, ова се што правиме муабет, оди на адреса на Оклахома одбраната. Со квалитетен плей, млад, што може да се носи со беккортов на Оклахома, они се на добар пат да... Друга работа, сега што ти кажам, што мислам дека има утицај дека... Еве, таман Крис Пол ке си идол од Сан Антонио. Ете, да се подмладат. Малку да се освежат. Што има утицај? Па брат, у плейоф, ете, кога ќе се успори играта и еве, кога имаш ваква јака одбрана, малку полесни, да доеш до полесни шутеви, у смисла да не рокаш по 10 тројки, него да го утилизираш мид-рейнџот кој сега за сега енд го нема баш. Они беа приморани да шутираат тројки против Оклахома. Абе, види. Цела серија. Кавај секој го приморува на свашта, ама он на крај знае како да си дојде до неговата позиција. Добро. Точно да, знае кај да иде и што да прави, да дојде до тој мид-рейндж и да се крене. Енд ќе кажав дека треба да го научи тоа, ама... Па дека не играл против Оклахома, Кавај, затоа не знаеме. Затоа ли? Ама треба да се потенцира нешто, брат, и да се подсетуваат луѓево дека Енд има 23 години. Ја на некое време треба си кажам као, абе, ово е многу млад, многу млад. Апсолутно. Така да дека има време, има време. Ја видов многу голем напредок од лани кај него. У секој случај. И Минесота ќе имаат убава иднина. Убава иднина. За него со оваа екипа имаат со потенцијал. Екипа, само мора да се појача. Плей, и ја би го ставил Руди Гобер у некој пакет ако се отвори некаква шанса. Со назрит да се иде, да. Назрит задржи го по секоја цена. Да не биде идентитетот тоа, побрза кошарка ќе играме. Побрза кошарка. И уште еден плей, и ќе се носиме така. Да бе, да, окей. Добро, и за Оклахома сега ќе испомнуваме или про за што да се каже? Поразениве ќе спомнеме, па у double digit име point differential до сега. По 11 поени ги у просек ги тепаат своите противници на патот до финалето. Имаше, како беше статистиката за, мислам дека беше за differential, они 16-1 Lakers и дали уште една екипа, дали Warriors 16-1 која беа, тука се со таков differential. Да, нешто така. Така кога да видов. Нешто кога да видов така, не се Lakers 16, него 15-1. Да, Lakers се 15. Да. MJ нема некоја титула така прошетано, некој со голема разлика? Па види, со Јута не може да е така, 2 години. Со Феникс исто 4-2 не може да е така. Тука треба да се бараат у првите 3, Blazers, Lakers, тука треба да се бара. Ама не знам се, искрено вака од ракав ги неам. Да, тие се и ван и твојот домет. Да. Кога... да. Точно така да. Нема да се јадам многу, што не знам. Добро, како рековме, по конференција или по поразените па финалистите? Па неаме многу за зборење. 2 серии, Оклахома и Минесота и Њујорк и Пейсерс. Така. Со тоа што исто Оклахома, нели, знаеме сите дека имаат најдобра одбрана, они ги држат противниците исто у просек на мислам дека 104 поени у плейофов, што е исто онака за денешна кошарка. Оклахома ги држат 104 у плейоф. Да, сите противници. Добро, ова е надувано, би рекол, од претходните серии, пошто не бе, ова е за нив. Добро, Оклахома ги држи противниците,
На Оклахома е 104 по утакмица. 117 по утакмица се. Оклахома, они даваат, да, 117. На последна серија конкретно. Ама тоа што го правевме муаветот за Джейлен Вилиамс, дека ќе биде или, за како би можело да иде серијава, Он беше супер. се испостави дека, еве ти, па блиску до All-Star да кажеме бројки, 22 и кусур, Да. и на 46% тројки, Одличен. со 6,5 скока, 4,5 асистенции, тоа е тоа. Он Втори играч. Он одбрана беше ненормален, брат, цела серија исто. Тоа на Они со страна. Нагетс беше Тоа на ненормален у страна. одбрана, Да. иако имаше 5 пример лоши од 7, Поентерски. ама со Минесота коска. Да. Ти рачунај ти како се викаше? Джамал Мареј кој имаше вакви бројки, Денвер освоија. Втори играч ако има Како е 20, он па 22 и кусур, 22? 6,5 скока, 4,5 асистенции, 46% тројка, брат. Па мислам дека он Оваа треба да е серија. 25-6 за да бидат они и која освоја да не беше на 25-6. Па не знам, ама Јокич не бил 31,5 поен. Вајда. Не беше. Што не е беше. шеј. Така да од првиот и вториот ако бараш као некој просек, ова е тој просек што треба за да идеш у финале. Да. И рачунај Холмгрен трет човек 18 поена. Топ, Супер. тоа е триот. На истокот да идеме. Идеме на исток. Ај кажи прво иницијалните. Чекај тука запишав сега. Имаш повторно? Не, нешто статистики него. Си запишал што да кажеш? Ова поише ми е као за превју за финалето, али Pacers у нивна полза, али тоа да го оставиме за после, за као превју за финалето. Да, превју после, мајде. Едно нешто што имам запишано за меѓу Pacers и Knicks е за Немхарт и утакмицата на животот у Game 6, која го грабна Брансон и не му даде да диши. Од мој гледен аспект, голем дел од кривицата, пак го повторувам ова, мислам дека го кажа во претходна епизода, дека го има, според мене, ја го гледам во Брансон или во Тибодо. Меѓу нив двајца треба да се бара разлогот зашто? Затоа што на Њујорк многу им беше тешко само да ја пренесат топката и да го почнат нападот. Да. Значи ти му ја даа на Брансон па се удара 4-5 пати у гради, кај Нисмитли, Со кај Нисмит, Немхартли, со Немхарт, да. кај било кој. Се троши само за да ја пренесе. Значи до онаа цртката кај што се тренерите кај што стојат, Аха. од таму се почнува, треба да ја поминеш таа цртка за да го почнеш Да. напад. Они таму беа на 17-18 секунди, брат. Па тек после мај да видиме што ќе правиме, имаме уште 7 секунди, веќе треба да се завршува нападот, они го немаат почнато, човече. Да, тоа го приметив пример и го спомнавме у видеа дека многу тешки извојувани поени на Никс у задни секунди од напад, на 3 до истек, на 5 до истек, и само што ќе даат кош, што се измучиле од петни жили, овие фрлаат 2 паса за 4 секунди се на обруч. Катастрофа беше тоа, стварно. И такви имаше multiple possessions. Да. И свака час за Индијана, стварно за одбраната, ама ја конкретно сега зборам за Њујорк. Мислам дека многу, па сега дали како да го наречам, тврдоглаво ли, како е тоа, со глава од зид идеш, сега гледаш колку ти е тешко и тераш така до крај. Реално, на мене флоуто на нападот многу ми се свиеше кога влегоа веќе Типс, кога почна на се или ништо, кога фрли со Шемет, со Делон Рајт, или од четвртата ги четвртата ја мислам дека беше. Веќе виде дека со 6 души, фала Богу, титула не може да освои, ги внесе сите, ги врати разигра. у живот. Ама брат, се игра. Делон Рајт и Лендри прават по Шемет. 5-6 хендофови. Так, уручување ќе ја земе, ќе ја земе. Додека ваму е Брансон крос нозе, се удара у гради цело време, а бе викам што прави човеков се? Between the legs. Да, уште еднаш between the legs. И викам се, треба ли некој да му каже дали Тип се крив, дали он е толку тврдоглав, што е финтата, ама вака не се победува. Дали екипата ќе биде подобра или не, овој не е рецептот. И да не беше Индијана,
Ке речеш ај сега Индијана биле боле од нив и да не беше Индијана. Они се мача уште со Детройт, исто беше. Да. И мислам дека таму у таа епизода кажав, еве, ова е тоа. Да. И го извади апсолутниот максимум. Од ова, што го од ова што го играат. Кажа, да. Со тоа што им се посреќи со Бостон. Апсолутно им се посреќи. Скрос. Они не требаше да се најдат тука, реално. И сега не играл, крив бил Кат, слаба одбрана играл, крив не бил би рекол Кат. не знам кој. Кат исто, ја би го пофалил Кат, например. Кат беше супер солиден, беше у цел плейоф до сега. Да бе, константно. Пак е, значи, ако имаше повеќе пик ен рол меѓу нив двајца, Кат Брансон пик ен рол немаше, дали цел плейоф, дали 10 пати 10 пик ен рола, такви си изигра. Кат 1 на 1, Тарнер си го играше цело време. Го играше до душе и тие беа извојувани поени јако, ама ги даваше. Точно. И таа која ја вратија третата со Брансон на клупа ја вратија. Да. И не само со Брансон на клупа, него Кат беше едини разлог зашто се врати таа утакмица, 20, колку да е у четврта. У четврта четвртина 20 и тоа исто у први 5 минути од четврта четвртина. Да. И он отиде Aaron Nesmith mode. И сега што слушам нешто да се спакува Бриджис, да се Како носи... да се спакува Бриджис? Кај да се спакува Бриджис? Па не, ова се сега... Пример, Бриджис ги доби првите две, мислам ги доби. Не ги тоа доби. беше финалниот плей беше Ги тоа. спаси. Со Бостон докречи збориш. Бостон со вакво. Клучни дефанзивни на Бриджис два плеја на крај на првата и на втората. И он беше супер и со што знам, еве ја како ги работам утакмиците, он е окей у сите серии онака. Муабетот ми е дека се бара некој конкретно да се окриви. А не дека овој систем на игра сега може тоа значи дека ете Типс треба да се окриви, ама овој систем на игра нема да им донесе нив титула и да се појачаат. Значи било кој да се донесе, Јанис донеси го, ако овој ја гуши, па брат, ако ја гуши цело време и ако нема игра со Јанис, не прават ништо. Да. И сега, смени го тренерот. Па зарем тренерот до толку ќе биде и кога ќе дое нов тренер, овој веќе готово. Брансон ќе играме свашта. Па ваljda Брансон Пошто ќе тоа, игра брат, тоа што ќе му каже тренерот, брат, не знам. Ама тоа сад да ти кажам, ова не треба да биде да му каже тренерот ослободи се од топката порано, брат. Мислам, тоа се некои основи што не знам. А не дека нема кој ете у Бриджису, Ануноби, у Кат што може да ја земе и од пола терен и од Абе работата не е он да ја земе, да има одбрана овој нападот. Да има блокови без топка, пример... да истрча овој Бриджис е снайпер од мидрейндж, Ануноби исто мидрейндж е добар. Кат сите. Направи му блокче, пас, лесен шут. Они можда ретко како кои имаат најмногу скорери у првата петорка. Да. А не го користеа тоа. Па можда и тука и проблемот што имаат најмногу скорери. Њујорк имаат убедливо најмалку асистенции у плейофот. Од сите 20 асистенции, Индијана има 30 кусур. 30 кусур со какви со многу подпросечни скорери на пример. Ролплеери се сите. За глава да го ставиш Бриджис против било кој од ролплеерите на Индијана ќе му даеш предност дека ово е боле. Да, држи. И за Ануноби истото можеш да го кажеш. Ануноби е клас играч за Ерон Нисмит на пример на хартија. Да. А овие у тој систем многу повеќе се снаоѓаат подобро. Точно. Ако ти што текнува, на Њујорк мислам дека со боле систем дека они би требало да се одлични, брат. Треба. На хартија стварно скорер wise сите 5 души можат да стават топката у кош. Да. И ако ти текнува која дојде бе лани или прехлани кој Сијакам. Па ова му е втора цела сезона во Индијана. Или ако дојде на пола ланска. Да не беше пола ланска. Не знам, само знам дека на почетокот имаше... Знам дека е два плейофа ги тера со... И па два плейофа на посем дојде на средина на ланската, така мислам. И на почетокот беше, дали им се уклапа у системот, едно друго, види го сега како е фитнат, како си играат. И они уште лани беа супер, ама чоукнаа, две утакмици ги има.
Ептен. Со Бостон збориш. Со Бостон. Иначе Добро, и лани, валја конференциско преголем финале залак. 2 години. Да, бе, да, преголем залак за валја било тоа, за нив као прва година ето со Сијакам. Ама ете тоа што го направи Индијана, ја мислам дека треба и Никс да го направат за следна година. Да остане првата петорка и донеси боле замени за Делон Рајт и за Майлс Макбрайт и за клупата. Појачаја клупата. Еј, чекај, една многу... И Брансон го праша извини за тренерот. Он се смееше таму дали е прашањево сериозно или не, ама ете, колку години ќе му даеме на Типс да ја троши екипа. Абе, добро да ја троши. Све како се викаше тоа, среќата е функција на очекувањата. Дурвеше тој тапа тимот, го поздравувавме дека вади максимум. Сега не одговара. Се очекува повеќе, да. Не му се наоѓа крајот. Уште една underrated работа, освен тоа за Брансон, мора да кажам. Брат, Харт мора да биде играч од клупа, не може да биде стартер. Значи, јас Зашо, знам бе? дека е он борбен и знам дека е добар у одбрана и фаќа скокови. Серијава со Индијана не го погледнуваше кошот. Значи се дешава блокче, нешто му ја спушта тука кај слободни, абе не знае што да и прави на топката, се не треба врти. бе он да го погледнува кошот. Не знам покрај Ама тие глупо другите е- четворица. Факт. Ама глупо е со волку јака скорерска екипа, ти играш 5-4. Играш. Уште се дешаваше, баш влегов у лајнапс да видам колку често се има десено, не многу, ама ја запамтив дека видов на 2 утакмици лајнап Харт и Робинсон. Значи тоа се двајца што ништо не можат со топката да направат освен да ја стават на кош, само да им ја даеш на кош и онда ја стаи. Да. Леле, викам, бе, не може да се такмичат вака. Па Робинсон старташе на задните 3, овој влагаше од клупа, како е. И па он као Демек рекол да влагам од клупа, он се приел. Он се приел сам. Да. Ама според мене ако Аби, оваа треба екипа на е секоја шампионска, екипа таков играч, он брат. од Хасл клупа. играч и треба на секоја екипа, али окей, се слагам дека е за од клупа Харт. да, пошто тие Ама- сите што се такви хасл ми се некако second unit. Да. Знаеш, и кога не фаќа шутот, овој енергија да донесе Да. одбрана, па транзицијски поени, па такви ствари некој, не знам. У секој случај, ете, мислам дека е добра екипата, системот да се твикне малце, да се растерети Брансон, ако он тоа го дозволи. Пошто ти кажав ја тука у студивце, ти реков, Лука, тоа е, не можеш многу веќе да го менјаш. Он е со топката, сте бекови едно Па друго, и кај ово него е- да и ово биде. е таа школа. И сега тоа е, дали ако дое нов тренер ќе се прилагоди, дали нема, многу зависи. Многу Па, зависи. Гледаме на тие клипчињата од Мал Рик како го грабнуе сам. Ајде, иди ти. Да. Камикази шут. Тоа го Најакото знае. е, Тоа го најакото знае е, типот, ама најак клоузер у лигата е. најак клозер у лигата. Факт. Свака час. Со никакви предиспозиции, тој го кажавме и на прошлата, најак клоузер е у лигата. Тоа со татко му многу ми е јако. Овој го прашува колку пошто играат на мејкови, 10 коша дај 20 коша. И веќе утепам Брансон и му 20 вика ајде движи. трчај. И вика колку? Дури ја не кажам да прекинеш. Леле, тоа може да биде 50, брат. Не броиш, само Да трчаш. не броиш, само дур не ти каже да прекинеш. Ама тоа е мајндсетот, така се Тоа е рецептот. челич. Тоа е рецептот, нема друг рецепт. Затоа србите се толку подобри од нас, затоа што ете има Нема такви друг рецепт. тренерите се Абе, толку. ќе кажам една фамилиарна случка од Преска, пред да дојдам. Ајде, тазе е значи. Ќерка ми игра балет. Има 5 години и сега знаеш пред час малце Трема. мали деца трема валјда, не ќам да идам на балет, ме искара учителката, вака ми напред, така ми напред, ми кажа, па ја грешам, па вака. И се ја да окуражам и кажувам примери, мене Џук како ме како ми се дереше на тренинзи или на утакмици, нешто кога ќе сгрешам. Ние колку имавме по 12 години тогаш, ја у МЗТ дори играв. Поздрав до Џук, ако гледа или ако стигнува до него. Значи, вака кога ги се вцрвенеше, келјав,
тука жилите вака ќе му искочат. Никола! Поти од томката ко шпагета си у руките! И се смее, се газија свењете од ора. И после викам на утакмица, викам кога утнав едно слободно, викам кој изгубивме ради мене, викам имаше едни метални парички од джебот, викам кога ги извади, кога ги фрли, викам по цел терен. Митрески, седно е вамо на клупа. Леле, кога се згази од смење и се насмеа, викам, видиш, викам, мене шо ми правеле, викам, тебе шо ти рече дека си сгрешила? Па викам, за тоа се, викам, учителките да ти ваква. Да. Викам, а замисли ја, викам, како се. И се насмеа и отида на балет. Поздрав до теа, не им се плаши таму, гази ги. Леле, човече, кој ти направат серија, го се враќаш на кај клупа, го гледаш Бране дека те убива со поглед, абе не одат нозете до клупа, брат. Викнал тајм-аут, ти идеш, ама не одат нозете. Погледот, да, доле погледот, не креваш поглед. Добро. Иначе уште еден потсетник зашо се викаме од клупа, дека влагавме од клупа двајцата. Строго, да, он влагаше, ја тешко, ама да. Кажи ми, дали прво кидаме за финалето да направиме како некој превју или ситуацијата на истокот малце ми беше интересна, сакам да искоментираме. За? Па ајде, таму ќе тргнеме прво. Па ќе видиме кај ќе стигнеме. Па ќе видиме кај ќе стигнеме. Брат, ако си Милвоки, дали него притискаш Јанис за да не си иде, да му речеш чекај, седи, види го истоков, наредна година ќе биде wide open. Бостон се повреди. Тейтум се повреди, така. Никс мислиме дека ќе се носиме со нив, не знаеме што е, како е, ако се појача малку екипата. За да не се растури, зборам, за да се појача. Ама и Лилард е повреден цела сезона. Тоа ти не си го размисли. Кога мислеше, не ти дојде тоа на памет. Не бе, добро, отидов на кај Милвоки. Иначе муабетот прво ми беше за Бостон. На колку ги паѓаш ти сега Бостон? На колку ги спушташ? Не ги спуштам, пак се топ 3 на истокот. Тоа ми е муабетот, дека некако истокот нема врска, ајде, Тейтум повреден, да, ама пак е компетитивна сликата, целосната слика на истокот. Што покажува колку ќе биде послаб од западот наредна година, ама секоја година и пак истите неколку екипи треба да се меѓу врвот. И Бостон и без Тейтум и Јанис не беа при врвот, не може да кажам па дека ќе бидат и да остане без Лилард. Да. Ама пак ќе влезат у плейоф онака. Да. Еве ги Индијана и Никс ако ќе останат. Абе тие се Индијана, Никс, Бостон, Кливленд контендер, претендер. Зборат нешто сега Гарланд за Сагс у Орландо. Да, бе, да, за Сагс нешто, да. Ама дали Гарланд? Не Гарланд, бе, него Сагс да се донесе. Па ја као видов Гарланд за Сакс, го спомна на поише места тоа. Да, за Сакс слушнав, ама не знаев дека е да со Гарланд. Што на двете екипи би им одговарало, брат. Орландо па добро, ваму скоринг, ваму одбрана. Ваму одбрана, вие немаат одбрана. Да, држи. Со тоа што веројатно глава за глава нема да ги менјаат, ќе треба Орландо да дае нешто плюс, ама. Да. Држи вода. Тоа видео за Торонто нешто летнал Јанис денес ли или вчера ли, како било, да, потврдиле сорсес од Милвоки дека отишол за Торонто и дека имало муавет за таму. Па он може ли митинг сега да земе, бе? Не знам дали може митинг, него имаше сорсес дека отишол за Торонто. Занимливо. Може ама ако сум Јанис, Ниагара Фолс па ти, да, кај знам зашо отишол. Ама ако сум Јанис, брат, на запад не идам ни подразно. Па не. Што барам? Да. Едина екипа што го врзуваат со него од запад е Голден Стейт. Голден Стейт ако отиде и ако остане корот, да, пошто формираш Кари, Јанис, Батлер, Дреймонд, не можеш таква екипа да формираш. Фантазија е, правиме муабет, ако направиш такво нешто, да, на запад. Иначе у никој случај. Што барам таму, се колат секое коло у плейоф. Ваму еве ти ги отиди у некоја друга од истокот,
рачуне со од тоа што овие пример водечкиве. и екипи као Мемфис и Хјустон што у прва рунда испадна наредна година појаки ќе се вратат. Да. Да. Западот стварно е кланица. Пошто ти сега ќе си одиш од Милвоки затоа што нема да мислиш не можеш да освоиш, ќе отидеш на запад у екипа кај што пак не знаеш дали ќе Да. у никој случај нема да си фаворит. Да бидеш фаворит е работа од овие водечки. Сега И ја гледам дека на исток ќе остане. јас ја влечам водата према мојата воденица, разбираш? Нека дое у Њујорк осваја. Финале секако. Абе и Лилард кога доаѓаше викавме дека ќе идат у финале, не знам. У Милвоки кога доаѓаше Лилард. Не види, таму беа Јанис и Лилард. Ова е наместена екипа. Ако успеат да се извлечат само со Бриджис и уште И Харт и Харт некој таков. Ако се извлечат со таков човек, да. финале. Брансон, Антето и Кат. Да. Добро, ајде, доста е за истокот. Интересно ќе биде у Торонто, сам да кажам, пример, ако отиде некој од Антето или Дурант, на пример, пошто они имаат еден куп парчиња сега за тредање. Дурант нема да иде тоа, да знаеш, одма. Зашо он ќе сака слично сценарио како до сега, со звезди околу него. Па, ем ке сака, ем у Торонто, мислам дека он има, не он, него многу играчи кажуваат, не сакаат да идат у Торонто, друга држава, граници, поминуваш граница секој пат кога леташ. Ти текнува customs, а он си сака и одредени рекреативни... Таму е све легално у Канада. Е легално. Да, Ама да. не знам, Имаат по... знаеш, на граница некако нели е покнап Па, целата работа за веројатно, пренесување, за да, ова она. да. Малце е Што саш позезно. да кажеш дека не дува кој иде на гостување у Торонто? Па не, ама не може да има у него. Не може да е толку комотен. Кој имаш и играч, брат. Добро, Вика бе, се тие заборев, имаат на- пошто вика- имаат на повик. Ја Секој град кај сака. на аеродром вика стално си носам, пошто у Америка, знаеш, све е една држава, никој ништо не те Да, онади не те вика идеме проверува. чартер. Ние влагаме од Дурант тоа го има кажува? не Дурант, друг играч. А, друг Ама играч. го фатија, некој не ми текнува кој беше, ако побарам сега ќе ја најдем. И- Джер, веројатно. Ама вика, Шампер. да, некој од тие. Ама вика тотално не пресмета, вика и го фаќаат. Не е битно. Не сакаат, многу играчи не сакаат А да со идат. Зајон ова шо е бе? Брат. Оптужење, Не знаеме никаде. ништо, не можам да коментирам, ама глупости. да. Ја ќе кажев дека за Торонто дека се откажав од Инграм, па сега кој да дојде, не е дека нешто менја. И не е дека таа екипа, дека тие young pieces quickly, Берет и Куикли Барнс и Скари и Барнс. Скари Барнс и Антето, на пример, тоа е страшна тројка. Колку страшно. Керкади ќе се исплаши од таа. Не ме заебавај, бе, брат. Не. Не знам. Ја, пример, По-компетитивни ќе бидат него Бакс оваа сезона. ако сум Антето, у Торонто да отидам, грешка, според мене. Можда. И да мисли дека ќе биде компетитивен за да осваја. Па сега Абе, Индијана добро. да им дое ќе ги избуши. Мајами, на пример, со Леброн и со Бош ја состави екипата у една година. Можда и Торонто има некој план да состави екипа поред Јанис, уште некој да донесе. Врска немам. Па јас сум Јанис преби у Мајами ќе отидам. Да, и Мајами, на пример, исто имаат околу него да понудат со Адебајо, со Хиро, ќе бидат, Немаат они кои да дадат веројатно некако. немаат кој да дадат. Немаат а и со пикови не знам како се. Иначе кога си у Мајами, немаш state tax, па можеш да викнеш ветерани со на помалце пари без данок или некој да ти Сакаат подпише таму на да идат помалце, сите, да. баш кај е топло, сите сакаат да идат таму. Тие се многу underrated аспекти што Ја би одел, еве, ако понуди некој од Мајами да идеме да преместиме подкастот. да, од плажа да го правиме. Па не знам Лука дали го слушаше сега у Mind the Game со Стив Неш и со Не го Леброн. отворив, ама ми е на листа. Деме како ти е еве со Лейкерс сега, Стив Неш го прашува примерно со играњето со Леброн. А овој вика, еј супер е, вика плажа, едно, друго, го обожавам времето, вика малце трафикот е лош, демек се обраќаат, ама другото вика топ. И тука гледаш зашо сите сакаат да Влијае идат на по такви. расположение, брат, сега. Еве, ти по тебе гледај, Ја по мене гледам. пук на сонце, одма
Ми се свига ти по мене што гледаш, него ја си гледам. Па гледам и ја, одма си трчал. Да, апсолутно. Не, тоа дојде ги до тепаат, отиди негде кај што е тмурно, у Минесота или Јута да живееш и да играш кошарка. Да. Епа, Торонто е уште една причина зашо не ќе одида таму. Да. Добро, дај ми, ајде почни со превиу. Индиана, Оклахома, финале. Како да те кренам на табла дефиниции да кажеш. Се замисли во ракавот влечи го. Што сакам да кажам? Еве ми го ракавот мене тука, ја не морам да го кријам. Вака имам запишано. Пейсерс е едина екипа у плейофот со 40% за 3 до сега. Едина? Едина. А Оклахома се на 33%. Ова е голема дискрепанца. Добро, голема. Значи, и Пейсерс исто така од 1 до 5 сите шутираат. И клупата шутира. Сите. И клупата шутира. Майлс Тарнер е стреч центар кај што Оклахома, овие Холмгрен и Хартенстен ќе треба да му излагаат на тројка на него. Да, тоа го кажува баш на Зек Лоу на подкаст. Па го чув ја не дека. Добро, тоа си се припремил. Со бројките, да, со бројките. Си се припремил. Вика, можно е да го истераат од игра Хартенстайн. Има, вика, могуćност кај што он не би играл баш оваа серија. Да, Холмгрен по фит ми е да игра некако, него Хартенстайн. Да. И вака кога ги гледаме чапите, брат, на хартија и NBA што имаат стајано сликата 5 против 5 стартните петорки, не гледам слаба карика кај Индијана у стартна петорка, па и у клупата, и некако можам да направам кейс за секој со секого дека може да се носи. И уште една работа што многу голема работа им бркаше против Минесота, одбраната на Оклахома на периметар, ваму не знам дали ќе има таков ефект, затоа што Индијана, поред тоа што имаат најмногу асистенции по утакмици на упросек на утакмица, ја движат топката и топката не се задржува кај еден играч уопште. Значи они и Халибуртон и да заклучат, топката пак ќе движи, не гледам зашто не би движала топката. Добро, ама кога ќе го заклучиш Халибуртон, гледаш како беше утакмицата која Њујорк го заклучија. Имаше една утакмица Халибуртон го заклучија Њујорк. Ја изгубија јако. Ама Сега дали тоа пошто и водеа они 3-1, може се има можда врска. беа опуштени малце, појма неам. Со Оклахома, верувам дека ќе влезат all-in на секоја утакмица. А види интересна работа, брат. Дадените тројки не се толкава разлика. Пола тројка. У мејкови? Пола мейк. Добро, да, ама efficiency. Али добро, efficiency, да, каде. Мене што ме плаши, мислам што ме плаши. Сакаме да видиме дугачка серија, така. Да. Ја да речам и традиционално сум за аутсайдерите, да кажеме. И покрај тоа што Инди ги избаци Њујорк. Ама ме плаши тоа што, например, еден од главните адути им беше и таа транзиција и тој напад посем кош. Да. Они посе кош дава. Играш со најдобрата одбрана у лигата. И не е ни блиску. Да, и тимска. И баш ка ги научија. Нема сега да ги изненадат. Нема да ги изненадат, тоа е тачно. Тук еден голем дел од тие лесни кошеви мислам дека ќе го снема тука. Така да у халф кортот ќе треба многу појако да движи топката и ролплеерите сите ќе треба да си продолжат да ги даваат кошевите, затоа што ваму знаеш дека имаш 3 јаки скорери, а Индијана се базира на, мислам, 3 јаки. Ете, Холмгрен 18. Балансиран напад има Индијана, да. Индијана има балансиран. Мада сега се издвоија со Њујорк. Сијакам и Хали има преку 20, а другиве паднаа на 13 негде. Сијакам сосема заслужено. Сијакам на 23, MVP супер го игра. Да. Супер го игра и цел плейоф. Он немаше и некоја лоша партија као Хали што имаше лоша мизерна партија на таа. Многу константен. Сијакам беше константен. Да не биде како Минесота, ми е мојаветот.
Знаеш, Па ќе треба друг- сите, друга ќе треба играта, сите и да друга не играта. секне од другите. Да, кога ги секојаш викаш овие двајца секне и од другите. Ама Индијана не ми е како никој друг. Не ми е како Минесота, не ми е како Да, тоа го збориш ти цело време, дека играат различна кошарка. многу различна кошарка. Unlike било каков напад што го имам видено од било каква екипа. Ке речеш Сезонава. Денвер игра убава кошарка, нема врска со Индијана сосема различно. Многу брзо си игра, многу си игра као контролиран хаос, можам да го кажам. Ти делува на Early тебе offense, хаотично, ама сите знаат кај се движат. знаат кој е, што е, Хелија кај. одлично имаат и они, да. Да. Тука имам запишано дека не губат топки и двете екипи. Она што е ratio assist to turnover и по изгубени топки. Например, Оклахома има повеќе изгубени топки од Индијана по утакмица. А тоа е па еден адут за Оклахома што они трајваат на они, дај кажем Points of македонски turnovers. збор ќе ме утепаат веќе на секоја реченица имам англицизм. Двајца ти имаме пати. Оклахома Се гостат. се гостат на поени од украдени Го топки. користат тоа, играат најдобро на поени од играње топки и Индијана исто. Они се 1-2 у points of turnovers, се 1-2. Тука ќе биде интересно пошто ете ни едната ни другата екипа Underrated Дали е некој ќе одбраната на пушти? Индијана у плейофов. да, у секој случај они си го направија нивното, се мислам дали имаше врска и мечапите, дали имаа врска. Ама не, они што? ете и лани плейофот, они се издигнаа на ново ниво и со одбрана и со напад во плейофот. Да. Нисмит, нели, ние го дознавме како кој е и што е Како јак лани играч у у плейоф, плейофот. Да. И јас зборев, па оваа година ќе биде All NBA. Он не беше All NBA, никој нит го спомна нит ништо, дојде плейоф, Пак. пак овој почна да удара. Не, па Немхарт исто. никој не ги збори Индијана цела година, тоа е работата. И дури имаше и оној од спорт центар, Добро. сега го гледав преска, вика сите сме криви као медија мембери, вика што медија кавериџот, она колку се покриени Индијана Да. со внимание е никакво и никој не знае затоа што Индијана е вика кој. Они вика која имале јака утакмици, која тепале кроз сезона, никад не отвараме вика ние хедлайн со нив. Секад се втората екипа. И ги тепаат вика Лейкерс 30, ние збориме зашо Лейкерс изгубиле вика. Не збориме за Индијана. Затоа ти кога ме слушаш мене и ја кога ќе му речам на некој да не ги овие ќе ми рече Перкинс го гледам, не знам кој, викам чим ги гледаш тие не се важи, затоа што они зборат само за 4 екипи, за тие најаките, за како ќе биде у Лейкерс и дали Тейтум е лицето на лигата. Да. Ме заболе дали е Тейтум лицето на лигата, разбираш? Мислам многу тривијална награда е тоа, не знам како да го кажам. Статус, лицето на лигата, збориме за тоа, секој четврти ден на ESPN се расправа за тоа, нит се кажало нешто за Индијана, нити па за Оклахома, еве ги финалисти се. Затоа стално кажам у подкаст, слушајте подкасти. У подкастите се збори за многу ствари, многу интересни ствари, многу екипи, underrated. Еве уште една интересна ствар за двете екипи. Едино финале после таму 30-40 години, кај што откако е воведен такс на Salary Cap такс, Luxury tax? да двете екипи се испод Luxury таксот. Да. И Индијана и Оклахома. Да. Значи веќе нема она ајде ќе правиме Big 3, ќе носиме суперстар, види, суперстари има. од сегде. Има, ама се дешаваат сезонава години е- кај што Сезонава е супротно. да. Одбрана и тимска кошарка. Точно. И финалето е тоа, одбрана и тимска кошарка. Точно. И ти спомнав јас пред некој ден, овоа финале ме потсеќа на Денвер Мајами, кај што мислам дека 23. апсолутно нема да има хајп околу финалето, ама кошарката ќе биде многу интересна. Многу добра кошарка ќе има. Сега ми интересира, не ми интересира, јас сега ќе си ги изгледам утакмиците, Да. ама ќе биде интересно баш да видиме тоа како ќе и покриеноста и рейтинзите и сите тие ствари како ќе оди. Затоа што жално е, пошто стварно мислам дека ќе има убава кошарка, Апсолутно. без разлика може и Оклахома може и да на крај да испадне дека ќе победи јако. Што ја мислам дека ќе иде 6, ама гледам многу луѓе прогнозираат 5.
луѓе што ете повеќе знаат, многу што јас ги слушам. Прогнозираат 5 И и ја сега храбро ќе кажам Оклахома у 6, ама навијам за Индијана у финала, искрено. пред се дугачка серија, андердог, да, тоа, Индијана. Да видиме колку може повеќе да... Ама интересно, тоталка различни стилови. Ова е фул, оноа на пес, стотка е напад ваму, а кај овие стотка е одбрана, што не е дека нападот им е слаб, Што пример, ја и кај Индијана гледам овие Нисмит и мада Нисмит едно 3 пати јако го акна коленото у серијава против тоа што го мачи и на последнава пак и искочи од игра. Мислам дека му е тоа скочниот зглоб, дека не е коленото, ама да, има проблем со нешто. Ја мислев дека е скочен зглоб. И ако нешто нели не е здрав, ако е banged up, ќе биде стварно голем минус за Индијана. Ако е он здрав и може брат да го не да го застане, ама може да на SGA да му дае многу добар притисок да му направи. И Немхарт исто. Еве го Немхарт како испадна у 5 утакмици Нисмит го чува Брансон, на 6-та гледаме свич, Немхарт го пушти, го угуши. Да. Едина ствар ети да биде Нисмит, мене знаеш што ми е фаулираат. Оклахома? Не, Индијана акумулираат фаули. Добре. А ше е ултимативниот фаул Бейтер. Бейтер, да. И Бейтер е од Брансон. Па не знам кој е Бейтер. Двајцата се. Треба тоа е фотофинише тоа. Фотофинише. Ама ги добива, SGA секако ги добива сите 50-50 calls. Да. Сите 50-50 calls ги добива. Брансон не му ги свират буквално ваква, ама на овој сите му ги свират. Да. И MVP и сега некако така иде. Сега наративот е, еве овој сега све да земе. Да издоминира. Да, ама од кога се деси Game 1 со Индијана, нешто како сезонава судено е они да идат. Не знам, брат, такво нешто. Некако многу изненадување направија за да продужи па за нив да иде топката у нивна полза. Па што знам, ненормални работи се десија Индијана да дојде до тука. Па ја баш тоа викам, еднаш ка се дешава вакво нешто и нека да тера до крај. Ама добро, у секој случај кога е утре вечере, така? Не, задутре вечер. Четврток? Да, четврток вечер. Добро, што тоа е со среќа на двете екипи. Нека победи подобрија, да. Нека биде судењето на ниво. Еве, ти како судија. Како бивши. Да. Реф. Да. И не знам уште нешто имаме да додадеме. И тоа, не знам. На ова наше исцрпно излагање. Стварно исцрпно. Ја жива вода сум. Не бе, добро. Преку сад време тераме. Ако немаме што да кажеме, да не ја дужиме многу. Се гледаме, ќе правиме финалната серија. Ќе се видиме. Ајде. Ајде, peace out.